ВМРО-ДПМН денеска на прес го оспори изборот на кандидат за градоначалник на Скопска Газибаба, сметајќи дека доказ за нереформираност и сенка на претходниот на социјалдемократите. Социјалдемократскиот сојуз со остри оценки за годишнината од формирањето на влада на ДПМН. Со изборот на Венко Филипче, Владко Митовски да биде кандидат за градоначалник на општина Газибаба од СДС, тие уште еднаш покажаа дека воопшто не се реформирана партија. Наместо свежи, кредибилни и професионални кадри, СДС продолжува да нуди стари, потрошени личности кои одамна се синоним за криминал, корупција, лажни ветувања и пред се неработење. СДС сака да ја врати Газибаба назад, во мрачното време на Борис Георгиевски, градоначалник кој ќе остане запаметен само по неспособноста и сервилноста кон урбаната мафија. Владко Митовски не е ново лице. Тој е само верна сенка на Георгиевски, човек кој беше дел од сите погрешни политики што и наштетија на општината. Се сеќаваме на времето кога наместо да се работи за граѓаните, се водеше постапка за отварање на нов хемиски отпад. Време кога корупцијата беше секојдневие, а интересите на граѓаните беа последни на листата. Една година по доаѓањето на ВМРО-ДПМН знам и влен, реалноста е болна. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Понижени се работниците, земјоделците и младите. Наместо ветени промени, добивме стара, корумпирана власт, со луксус за функционерите, а сиромаштија и страф за граѓаните. Економската состојба е катастрофална. Животот станува се потежок, платите не растат, а цените секојдневно одат нагоре. Парното поскапе, исто и струјата поскапе. Народот е оставен сам. Додека власта се расфрла со луксус, со приватни авиони, хотели од сеништата, скапи јадења, како папаја и манго. Владата лаже за економскиот раст, а фактите се јасни. Инфлација речиси 4,5%, раст од само 2,6%. За прв пат имаме полош економски резултат, дури и од воената 2001.